една година во Вашингтон. Вие веќе не сте нов во градот. Чувствувате ли дека градот ве прифати или вие го прифативте градот? Или ниедно од двете? Па немате некој голем избор, мора да го прифатите градот. Вашингтон е еден од светските центри не само на политиката и дипломатијата, туку и центари на образованието, науката, културата. Град со една посебна убавина, секако дека е различен од она што ние го имаме во Република Македонија и различен од европските центри, но можам да кажам дека сум задоволен на начинот на кој што сме прифатени овде и верувам дека во периодот што е пред нас ќе успееме да направиме уште повеќе извршувајќи ги нашите секојдневни задачи. Нема поубава работа кога ја представувате земјата во странство да можете да се гордеете со вашата држава. А во моментов многу странски дипломати се фрустрирани од политичарите во државата, политичките лидери. Кога од вас се бара да објасните ситуацијата внатре во државата, што велите? Секоја држава си има своји национални интереси и задачата на секој амбасадор е соодветно да ја представува сопствената држава и незините интереси. Сите оние дипломати кои што се во Република Македонија се пријатели на нашата држава и имаат задача да ги продлапажат билатералните односи со нивните држави, исто како што и мојата задача овде е да ги представувам интересите на Република Македонија и да ги продлабочам односите со домакините, во овој случај Соединетите Американски држави. Секогаш кога постојат определени проблеми на патот на реформите, ние како држава добиваме препораки и совети од нашите сојузници, од нашите пријатели, секогаш тоа е прифатено на еден позитивен начин и веруваме дека се она што го прават дипломатите во било која држава, вклучително и во Република Македонија, е за доброто на билатералните односи и за доброто на односите помеѓу народите од државите од кои што тие доаѓаат и македонските граѓани. Дали мислите дека вашите колеги амбасадори имаат полесна задача од вас во овој момент со оглед на ситуацијата во Македонија? Па некој би рекол полесна, некој би рекол позлодевна. Би било поинтересно доколку активностите на амбасадорите се насочени кон решавање на определени отворени прашања и секоја евентуална криза е всушност шанса да се направи нешто за подобрување на односите и секоја криза е шанса за нов почеток. Верувам дека сите оние евентуални различни толкувања за состојбите во Република Македонија ќе бидат надминати и дека сите амбасадори, како и мојата работа овде, ќе можат да кажат дека придонеле кон една позитивна разрешница на состојбите. Вашингтон е голем залог за секој амбасадор. Зошто одбравте да дојдете токму овде? Ова не беше само мој избор, беше резултат на дискусии во владата, со претседателот на државата и верувам дека заедничката оценка беше дека токму овде можем да придонесам за остварување на целите на нашата надворешна политика. Имајќи го предвид моето минато и работата насочена кон европските интеграции, односите со европските институции, Европската Унија, и резултатите постигнати на тоа поле, верувам дека тоа беше најдобрата препорака за мене да бидам испратен овде и верувам дека до крајот на мандатот ќе ја оправдам довербата што ми беше доделена и на најдобар можен начин ќе ги представам интересите на нашата држава и нашите граѓани. Но да се задржиме сега на оваа година, додека сте вие овде. Кога би требале да претпоставиме да се заминете утре, што би било она по кое би сакале да останете запаметени за оваа година? Во изминатата година имавме бројни активности насочени пред се кон привлекувањето на странски инвестиции во Република Македонија. Задоволен сум што бројот на американски компании кои што донесоа одлука за инвестирање во Република Македонија во изминатата година се зголеми и уште неколку компании се при крајот во процесот на одлучување се надеваме на еден позитивен начин за Република Македонија, односно одреден број на американски компании во наредните месеци ќе објават дека ќе донесат одлука да инвестираат во Република Македонија, што всушност е една од нашите суштински цели, да обезбедиме повеќе американски инвестиции, со што ќе се отворат повеќе работни места за македонските граѓани. Покрај тоа, во областа на промоцијата на македонската култура, уметност и традиција, организиравме бројни настани како овде во
нашата амбасада во Вашингтон, така и во соработка со повеќе организации на македонците од Америка, нашите конзулати во другите делови од Соединетите американски држави и задоволни сме што организиравме повеќе изложби и концерти кои што придонесоа да се промовира македонската култура, македонската уметност. На наше изненадување, сите настани беа посетени од голем број на американски граѓани. Исто така изненадувачки беше што добар дел од американците знаат за Македонија, многумина од нив ја посетиле Република Македонија, задоволни се од начинот на кој што биле пречекани и без исклучок сите сакаат повторно да ја посетат и Република Македонија. Работиме и на продолбочување на соработката во други области, како што е здравството, размената на искуства, престојот на македонските доктори во американските болници, со што ќе се здобијат со дополнителни искуства кои можат да ги имплементираат во нивната работа во Република Македонија, како и повеќе проекти од областа на образованието, соработка на македонските универзитети со американските. За некои од нив веќе имаме најава дека успешно ќе се комплетираат и мислам дека за неколку месеци можеме да известиме за позитивна разврска на тоа поле. Но што е во моментов, како би ги оцениле американско-македонските односи во овој момент? Не на тоа што работите како проекти што треба да се реализираат подоцна. Оваа година Република Македонија и Соединетите американски држави одбележуваат 20 години во воспоставувањето на дипломатските односи. Можам да кажам дека во текот на сите овие 20 години Република Македонија го зајакнуваше собственото сојузништво со Соединетите американски држави. Секако тука и формалниот договор кој што го имаме подпишано за стратешко партнерство и поддршката која што ја добиваме во континуитет од страна на нашите американски пријатели, било тоа да е во областа на нашите европски и евроатлантски интеграции, соработката на полето на одбраната, економијата, поддршката што ја добиваме во други области и верувам дека се уште постои простор за подобрување кој што ќе се обидеме да го пополниме и во наредниот период. Пред се, како што веќе споменав, тука е просторот за подобрување на соработката во областа на трговската размена и американските инвестиции во Република Македонија и секако продлабочување на односите во областа на, например, парламентарната соработка, размената на искуства на нашите институти, истражувачки центри, Министерството за надворешни работи со Стейт департментот и така натаму. Вие сте релативно млад, со импресивно резиме. Изгледа дека сте пробале се, од владин министер преку професор, па и до амбасадор сега. Што е следното? Па никој од нас не е целосно во состојба да предвиди што ќе се случува во иднина, доколку некој пред неколку години ми кажеше дека за кратко време ќе бидам и подпредседател на владата и амбасадор на во нашата најзначајна амбасада, веројатно немаше да поверувам. Не би можел во овој момент да претпоставам како ќе се одвиваат работите во иднина. Јас сум само една година на оваа позиција и се уште има простор за реализација на проектите и целите кои што ги имаме зацртано овде во амбасадата и се трудам се додека сум на една позиција да дадам што можам повеќе и најдоброто од себе за реализација на задачите кои што ги имам на моменталната позиција. Ова е работа што бара 100% ангажман. Ели така? Не е работа од 9 до 5, како што работат повеќето. Чувствувате ли дека нешто пропуштате? Вашингтон е таков град каде што не можете да бидете присутни насекаде, знаејќи дека во текот само на еден ден се организираат десетици настани, било да е тоа од државните институции, од истражувачките центри, од институтите, универзитетите, културни настани кои што се организираат од страна на другите амбасади и нивните трговски представништва, така што еден човек физички не е во можност да присуствува насекаде. Секако се трудиме заедно со моите соработници да ја представиме нашата држава и да бидеме присутни секаде онаму каде што мислиме дека е тоа потребно. Како што кажавте, не е работа од 9 до 5, но се работи онолку колку што ни дозволуваат нашите ресурси и верувам дека, имајќи го предвид она со што располагаме, дека
на задоволителен начин ги представуваме интересите на нашата држава. Тоа е едниот дел на прашањето. Дали пропуштате нешто одавде, но дали пропуштате нешто на приватен план? Семејството ви е тука, а вие сте амбасадор од моментот кога ќе се разбудите до вечер. Токму така, кога се нафатив на оваа позиција, знаев дека ќе треба да бидат направени определени жртви пред се во слободното време, во времето поминато со семејството, пријателите. Најпосле ние сме илјадници километри оддалечени од татковината и од блискиот круг на пријатели, но сето тоа бев подготвен да го поднесам, имајќи предвид дека ми е дадена исклучително значена задача и доверба да ја представам државата на најзначајното дипломатско место што го има Република Македонија. Се трудам да поминам што е можно повеќе време со семејството. Во Вашингтон можат да се најдат определен број на културни настани или места кои што можат да се посетат за време на викендите. Се трудам да посетам што е можно повеќе од нив. Никогаш не е доволно и никогаш не може сите да бидат задоволни, но се трудиме да направиме напредок и на тоа поле. Благодарам. Благодарам и на вас.